Кралот Волкашин и деспотот Јован Углеша биле најмоќните христијански владетели на Балканот непосредно пред навлегувањето на османлиските турци во Македонија. Тие двајца биле браќа кои по смртта на српскиот крал Стефан Душан завладеале самостојно со голем дел од неговото царство, притоа војувајќи со соседните државички. Волкашин владеел од Прилеп, а Јован Углеша од Сер. Ваквата состојба на неслога на балканските владетели им овозможила на османлиите се почесто и подлабоко да навлегуваат на Балканот. Прва на удар на османлиските напади се нашла државата на деспотот Јован Углеша. Тој навреме сватил што значи османлиската опасност, бидејќи османлиите освен што биле освојувачи, тие биле и од друга вера, што директно ги засегало сите христијани на Балканот. Но балканските државички не ја увиделе навреме оваа опасност. По неуспешниот обид, заедно со Византија да им се спротивстави на османлиите, Јован Углеша се обратил за помош кај својот брат Волкашин и кај другите балкански владетели. Од сите нив се одзвал само неговиот брат Волкашин. Браќата собрале војска од околу 20.000 војници од териториите со кои што владееле, воглавно составена од населението од Македонија. Тргнувајќи на воен поход, тие свесно се втурнале во опасност за да ги заштитат и другите државички, верата и населението. Самиот судир добил верска димензија. Пред битката, деспотот Углеша ја посетил Светагора, каде што добил подстрек и благослов за борбата против иноверните османлии. Кон крајот на септември, браќата со своите војски длабоко навлегле на османлиска територија, стигнувајќи до реката Марица, каде што поставиле воен логор во близина на местото Черномен. Недалеку од тука, на еден ден одење, биле тогашната османлиска престолнина Едрене. Увидувајќи оваа опасност, османлискиот војсководец Лала Шахин Паша, кој предводел значително помалубројна армија, наредил ноќта меѓу 25 и 26 септември 1371 година да го нападнат логорот на христијаните. Изненадниот напад на османлиите внесол паника и безредие во војската на браќата. Тоа придонело христијаните да доживеат стравотен пораз и најголемиот дел од нивната војска бил убиен. Од овој колеш не се вратиле живи ниту браќата Волкашин и Углеша. Овој катастрофален пораз им овозможил на османлиите скоро непречено да навлегуваат во Македонија, бидејќи немало кој да им се спротивстави. Најголем дел од мажите, способни за битка, загинале во Маричката битка. 2 децении подоцна, османлиите завладеале со цела Македонија. 26 септември, денот кога загинале браќата Волкашин и Углеша.